Ви благодарам што сте на програмата на Алфа телевизија, како што ви најавивме уште рано наутро. Нели стандардно во четврток имаме разговор со доктор. Денеска ја поставуваме темата околу новата детска болест која што се шири, ја поврзуваат со Кавасаки, а воедно ја поврзуваат и со COVID-19, но секако одговорите ги бараме од компетентно лице, односно ќе зборуваме во продолжение со доктор Душко Фидановски од Аџибадем Систина. Најнапред добро утро до вас. Добро утро, докторе. Добро утро до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Ајде да започнеме со ред, најнапред да објасниме за каков тип на болест станува збор. Кавасаки болеста е болест која што е долги години позната, таа е прв пат спомната некаде 60-тите години. Не се знае точно причината за нејзиното појавување, значи непозната причина, меѓутоа најчесто е како одговор на претходна вирусна или бактериска инфекција, се појавува кај деца најчесто до 5 годишна возраст, има типични клинички, лабораториски статии, врз на тоа се диагностицира, значи не постои некој специфичен диагностички тест, меѓутоа врз основа на таа клиничка презентација велиме ние и лабораториските промени кои се многу карактеристични за неа, ќе поставуваме диагнозата. Ова сега што се случува и што се јавува после првиот бран удар на епидемијата на COVID-19 е една група на деца кои што се појавува со клиничка слика и со некои лабораториски симптоми, значи не сите, некои од симптомите кои се карактеристични за оваа болест и некои од промените кои ги гледаме во лабораторијата и кои што личат многу на болеста веќе позната која е спомнав како Кавасаки. Така. Ова се работи за еден воспалителен синдром, можеме така да кажеме, кој зафаќа повеќе органи. Затоа и оваа состојба, ја не би ја нарекол болест, него состојба и се нарекува сега како работно име на оваа состојба е повеќе органско воспалително заболување или воспалителен синдром. Се работи за воспаление на крвните стадови со мали и со средни димензии и се манифестира најчесто освен температурата со промени по кожата, со зафаќање на повеќе органи како што е пред срцето, белите дробови се поретко зафатени, бубрезите, многу често, некаде 90 до 95% од децата имаат знаци на болест на дигестивниот тракт, значи повраќање, диареја. Така да се реферираат поголем број на случаи кои што се јавуваат во подречјата каде што во светот каде што имаше многу висока инциденца на коронавирусната инфекција и затоа ова се поврзува со COVID-19, значи постои една временска поврзаност највеќе, иначе други вака некои знаци на поврзаност до овој момент не може да се забележат. Она што е карактеристично е тоа дека инаку Кавасаки болеста е болест која многу ретко се јавува. Значи нејзината инциденца е 1 на 10.000 да речеме деца подобива ова заболување. Па затоа е малку невообичаено што имаме ваков поголем број на случаи кои што личат многу на Кавасаки болеста, па затоа сметаме дека можеби постои некаква поврзаност со COVID-19. Иначе кај овие деца кои што имаат симптомите на овој синдром воспалителен, кај нив во мал број позитивни на COVID-19, меѓутоа поголем број од случаите имале контакт со болен од COVID-19 или пак развиле позитивен серолошки наод, значи имаат антитела во својата крв, што укажува дека постоел некаков контакт со COVID-19 и на тој начин затоа постои уште еден можеби сопнителен знак дека болеста која што сега ја имаме, децата е поврзана на некој начин со COVID-19.
Да, во Франција имаше случаи каде дете за жал почина, било позитивно на COVID-19, а подоцна било констатирано дека било позитивно на COVID-19, но не имало никакви симптоми. И сега моето прашање е за сите оние родители кои што ќе се соочат со ваков случај, како треба да реагираат при симптомите доколку нивното дете реагира? Постоеше и официјален повик од првиот човек на Светската здравствена организација на припремност голема по однос на оваа состојба, пред се према докторите, меѓутоа и родителите. Секогаш кога ќе имаме една ситуација на температура висока, значи температура над 38,5-39 и повисока, која трае подолго време, значи повеќе од 3 дена, пропратена со други симптоми, како што се промени по кожата, тоа е оси практично по кожата, симптоми од гастроинтестиналниот тракт, значи повраќање, проливи, една општа малаксалост, слабост, синдромот овој кој што за разлика од класичниот Кавасаки синдром се манифестира во оваа ситуација сега со една состојба на шокова состојба која брзо се развива, така да една општа лоша состојба кај детето поврзана со овие симптоми кои веќе ги спомнав, треба да не упатува, односно да предизвика внимание дека можеби се работи за состојба на овој повеќе органски воспалителен синдром. Доктор Фидановски, колку оваа болест може да биде фатална? Значи, колку е опасна оваа болест и на кој начин се лекува? Болеста во 1%, за среќа помал процент се манифестира со така наречен шокова состојба, значи во која што постои засегање на срцето, на циркулацијата, која што доведува до една генерализирана состојба на слабост кај пациентот, која многу тешко реагира на лекови. Меѓутоа, за среќа, овој процент до сега, во случаите кои се најдени, ваква состојба поретко се појавува и смртниот исход е многу мал. Значи, од некаде околу 200 или 300 случаи кои до сега се реферирани, кои личат на овој мултиоргански воспалителен синдром, има само 2 или 3 смртни случаи. Инаку, еден дел од децата кои ја манифестирале оваа состојба имале потреба од лекување во интензивна нега, значи биле критично болни. За среќа, болеста добро реагира на лековите кои што се употребуваат и во лекување на Кавасаки болеста, најтешката форма на Кавасаки, формата на Кавасаки, која е најтешка, која што може да се презентира и во овој мултиоргански воспалителен синдром, давањето на имуноглобулини, така наречени гама глобулини, кои што даваат за да ја спречат таа силна воспалителна реакција, давањето на аспиринот, давањето на кортикостероидите се лекови кои се препорачуваат и на кои што извонредно добро реагираат пациентите, така да за среќа постојат лекови кои можат да го доведат под контрола овој синдром. Меѓутоа, основното е дека лекувањето треба да почне што побрзо, односно во текот на првата недела од појавата на болеста, за да имаме подобар ефект од лекувањето. Токму заради тоа е овој апел дека треба да се внимава и доколку се појават некои симптоми кои личат ова за кое што сега зборувам, треба веднаш да се ходи на лекари, да се отпочне лекувањето, бидејќи навистина постои голем број на случаи со оваа состојба. Да, впрочем, како и за се, ќе додадам, за се треба да се реагира на време, за да можете вие како лекари да помогнете. Веќе во јавноста се појавија информации дека деца од регионот се заболени од оваа детска болест, па овде ќе ве прашам каква е состојбата во Македонија однос на тоа прашање. Тука во Македонија се уште, освен тие два случаја кои беа спомнати на детска клиника, кои не знам, не сум во тек, немаше информација дали дефинитивно се потврди некаква поврзаност со COVID-19, односно дали тие деца има некаков вирусолошки или серолошки навод позитивен во тој правец, кои што беа во периодот кога и се реферира, кога биле во периодот кога се реферира случаи во
во Соединетите Американски држави, во Велика Британија и во Франција. Да. Други во Македонија немало. Ние имавме класичен Кавасаки синдром, односно Кавасаки болест кај дете, кој што беше некаде 8 годишно, меѓутоа тоа беше пред да започне епидемијата минатата година, некаде на почетокот на зимата, значи пред почетокот на болеста, инаку до сега во овие неколку години, последни 5 години да речем, сме имале 2 случаи на Кавасаки заболување. Исто така имам информација од Србија, од Белград, дека има 2 деца кои што се успешно лекувани и излечени, кои што ги имале сите симптоми кои кажуваат на ова повеќе воспалителен синдром, каде што е потврдено присуството на антитела на COVID-19. Така да постојат случаи и во регионот. Така, со олабавувањето на мерките, моето следно прашање во однос на градинките, се најавува отворање повторно на градинките и верувам дека голем број од родителите кои што не гледаат во моментов ги интересира едно стручно мислење, па би ве прашала вас што мислите, колку е тоа безбедно да се пушти детето да оди во градинка, дали е време и што ги советувате вие? Да се работи, оваа мерка е донесена заради тоа што според досегашните сознанија не се уште учиме за оваа состојба за која зборуваме и конечните информации ќе имаме најверојатно до крајот на годината или во текот на година да се излезе со конкретни справи, меѓутоа сметам дека мерката, ако ме прашувате како е ризикот за повторно појавување на болеста кај децата, не е ризична, односно е безбедна, бидејќи се работи за предшколска возрастна деца, каде што процентот на во целиот свет беше извонредно мал. Воопшто кај децата COVID-19 беше застапен до сега, од досегашните информации што имаме, застапено со 1 до 2% од целокупната популација, а кај помалите деца тој процент е и под 1. Исто така, оние кластери фамилиарни кои се следени во светот, има веќе студии каде што се испитувани фамилиите во кои што се појавила болеста, никогаш или во многу мал број на случаи првиот пациент не бил детето. Секогаш децата биле втори или трет контакт, значи немало нулти пациент во фамилијата. Од тие причини сметаме и затоа оваа мерка донесена дека ризикот е многу мал да болеста се појави и децата со нивното тргнување во градинка. Вие знаете сега дека се спроведува еден скрининг кај вработените во градинките, кајно да се види дали некој од нив. Доколку тој скрининг е успешен, а до сега јас по информации нема работени во градинките, може, мислам, да се каже дека не постои или ризикот нормално или не постои да се случи нешто конкретно. Да, не постои ризик. Со отварањето на градинките, односно овие останати да предучили возраст. Секако останува и понатаму мерките на предпазливост кои ќе се спроведуваат во градинките, можеби бројот на деца нема да биде толкав како што бил претходно, ќе спроведуваат сите мерки на хигиена, што се многу битни, и децата, бидејќи на децата не можеме маски да им ставиме, хигиена на раце, хигиена на приборот кој што се користи, може и прибор за еднократна употреба, за хранење, за пиење, на превземање на оние општи мерки кај децата, односно взимање на витамин. Многу битен фактор е взимањето на D-витаминот, може би оваа година би го пролонгирале периодот да треба да се зема D-витамин. Знаеме дека летните месеци D-витаминот треба да престане со потреба кај децата после година дена, меѓутоа D-витаминот е во нестесиличен имунитет. Може би е добра идеја и препорака наша е да продолжи понатаму и во текот на летните токму кај не да наречам од COVID-19. Како и взимањето на пробиотиците, бидејќи покажана е нивната улога во создавањето на нестесиличен општ имунитет кој ќе заштити децата во некој од појава на можна инфекција од коронавирус.
Така, важни се витамините. Мислам дека родителите не треба да се грижат дека не е ризично отварањето на градини. Едноставно кажем. Така, не треба да се влева страф околу тоа прашање, бидејќи се согласувам со вас, сигурно ќе биде зачистена и хигиената. За крај би сакала да споменеме клиничката болница Аџи Бадем Систина, од каде што всушност вие ни се јавувате. Одскоро има новитет на онлайн платформата, односно имате можност за онлайн консултации, па би сакала да го најавиме тоа на кој начин ќе се одвива, да ги повикаме оние кои што имаат потреба од вас, а не можат да додадат физички во болницата, на кој начин можете да го изреализирате на тој момент? Да, од неодамна ние го уведовме тој начин на комуникација онлайн за тие кои што од некоја не можат да дојдат во болницата. Се закажува термин за онлайн консултација, работи за консултација, практично не може да се изведе преглед. Онлайн, меѓутоа консултација некаква која што според која докторот ќе процени дали има потреба дефинитивно да се дојде за преглед, дали треба да се направи некој дополнително испитување или да се даде некаков совет по кој правец да се оди понатаму по однос на проблемот заради кој што се јавува пациентот. Закажувањето оди преку кол центарот, како што и до сега се закажуваше преглед. Термините се во период од 20 минути консултацијата, се прави преку онлайн, преку постоечките платформи. Така? Начин на комуникација се го добива пациентот потоа по имейл, така да сето ова е нешто што го воведовме, да може да се олесни комуникацијата на пациентите со ова состојба, кога наистина беше ограничено движењето и беше можноста за физички контакт. Да. Ние продолжуваме и понатаму, без разлика што нели сега и мерките се олабавуваат, меѓутоа постои таа можност и понатаму ќе нуди. Да се користи, така е. Одлична поздрав за оваа идеја и за овој новитет кој што го нуди клиничкиот центар Аџи Бадем Систина. Овде вам ќе ви се заблагодарам за несебично споделените совети заедно со нас. Тоа беше специјалистот по педиатрија, неонатолог Душко Фидановски. Доктор Душко Фидановски, ви се заблагодарувам. Благодарам на поканата. Ве поздравувам, убав остаток од денот. Почитувани, ние правиме кратка пауза и до 10:30 се дружите заедно со Добро утро секој утро.